Македонскиот председател Ѓорги Иванов вчера одржа предавање на еден од водечките американски универзитети, Јејл, во кое зборуваше за актуелната ситуација во спорот зимата со Грција. Председателот Иванов истакна силен контраст меѓу македонскиот модел на почитување на сите етнички и верски заедници и грчкиот модел, кој признава постоење на само една нација и една вера. Поради овој начин на размислување, за грчката елита председателот кажа дека е заглавена во времето на студената војна. Грција е создадена како држава со една религија, една нација, еден јазик. Македонија е создадена како држава во која ги почитува сите јазици, сите религии, сите етнички идентитети. И тука е прашање од сфера на идентитет. Ние сме си македонци кои збориме македонски јазик, живееме во Република Македонија. Коментарите на Иванов дојдоа по изјавата на грчкиот министер за надворешни работи Венизелос, кој во Њујорк кажа дека Грција останува на ставот за менување на македонското име, вклучително и за домашна употреба. Председателот Иванов, одговарајќи на прашање во Теолошкиот факултет на Универзитетот Јејл, рече дека и покрај влошувањето на односите на државите, предизвикано од грчката политичка елита, односите меѓу граѓаните остануваат на одлично ниво и додаде дека треба да се работи барем младите македонци и грци да имаат подобра иднина. Во своето обраќање за развојот на идентитетите во регионот на поранешната Отоманска и Византијска империја, Иванов го посочи примерот на мајка Тереза, за која кажа дека е производ на култура, во која на мал простор заеднички живееле и се почитувала голем број вери и заедници. Председателот Иванов пред студентите посочи дека Македонија успешно се развива, не само како демократија која ги почитува различностите, туку и остварува најдобри економски резултати во регионот, со цел задржување на младите во земјата. По предавањето, на приемот организиран во негова чест, студентите од Јејл направија вистинско македонско шоу, кога нивниот женски хор, буквално без ниедна грешка, открија македонски песни како "Што ми е мило" и "Јовано Јованке". Хорот кој е составен од студенти од целиот свет, на крајот при изведбата на македонско девојче, расширија и македонско оро, на кој им се придружија и председателот Иванов, првата дама Маја Иванова, но и деканот на Теолошкиот факултет на Јејл Грегори Стерлинг. Според Стерлинг, овој голем американски универзитет не само што го признава македонскиот јазик како жив јазик, туку на овој начин и го слави неговото постоење. На агендата за денес председателот Иванов и министерот за надворешни работи Никола Поповски учествуваат во отворањето на дискусијата за климатски промени на Обединетите нации, а ќе имате повеќе билатерални средби во Њујорк. Од Њујорк се јави Цветин Чулиманов.